Мора да ја убедиме Грција дека е добро за нив Македонија да оди напред. Ова е ставот на министерот за надворешни работи Никола Димитров по остварените средби со неговиот колега Никос Коцијас во Грција. Димитров негативно одговори на прашањето дали се разговарало за формирање комисија која ќе прави ревизија на учебниците, велејќи дека се разговара за тоа како двете страни ја гледаат иднината на регионот. Било кои две европски држави кога се во фаза на помирување и на отварање на маките и предрасудите, секогаш треба да се види каква е приказната кај нив за Македонија, каква е приказната во Македонија за Грција, а тоа што стана збор претходно во Њујорк беше за средба, нека се сретнат експерти и историчари, нека поразговараат да видиме дали воопшто има потреба, не е договорена комисија. Димитров ја оцени како интересна изјавата на Коцијас дека никогаш не кажал оти делот од спорот е идентитетот, македонскиот јазик и така натаму. Димитров порача дека ќе води политика што ќе даде аргументи на оние сили во Атина кои не сакаат да не блокираат и дека ќе создаде услови да биде непријатно пак да не блокира Грција. Она што ние можеме да го направиме и што е моја задача е да извлечем максимум во рамките на можностите и дадените околности, да направам се што можам да ја убедам Грција дека е добро и за Грција Македонија да оди напред, да ги вратам пријателите што ги изгубивме, да создадам нови пријатели и да водиме политика што ќе даде аргументи на оние сили во Атина кои што сакаат да не блокираат, а не на силите во Атина кои што сакаат да не блокираат. Во текот на посетата на Грција, министерот Димитров во интервју за грчката државна новинска агенција АНМПА истакна дека Македонија ќе стори се што може за да го реши прашањето за името на земјата со Грција, посочувајќи дека земјата е на вистинскиот пат за решавање на проблемот со името во блиска иднина.